студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Министер во поранешната влада го сменил правилникот за производство на медицински канабис противно на законот, тврди премиерот Мицкоски. Тој најави одлука на влада по која полицијата ќе влезе во секоја фирма која има лиценца за производство на канабис. Според неговите очекувања, во акцијата во која досега се запленети 40 тони нелегална марихуана, бројката веројатно ќе надмине и 100 тона. Поранешен македонски министер веројатно ќе биде меѓу осомничените во големата акција на полицијата која досега извади над 40 тони марихуана од легалните плантажи во Скопје и Струмица. Премиерот утрово на пресконференција вели дека бројката веројатно ќе надмине 100 тона. Законот е генерално ист, но некој министер, а тоа деноиве ќе се разработува, дозволил да се промени правилникот кој што е спротивен на законот. Значи, ние имаме подзаконски акт кој што е во коализија со самиот закон. Дали тоа некој со умисла го правил? Дали тоа го правил со некаква друга цел? Истрагата ќе даде одговор. Мицкоски најави дека во вторник владата ќе донесе одлука по која полицијата ќе влезе во секоја фирма која има лиценца за производство на канабис. Тој објасни дека дел од контролираните производители одгледувале марихуана во услови за кои однапред знаеле дека добиениот производ нема да може потоа да го користат за производство на масло како што налага законот. Тоа, како што рече, отвора сомнеж дека со умисла се произведувала марихуана спротивно на законот, а потоа на инвентивни начини се вадела од магазините. Јасно, мислам, се знаело уште кога се носел правилникот, кога се дозволило на отворено да се одгледува на канабис, истиот да се чува како што се чувал, истиот да се складира како што се складирал. Почетникот во овој бизнис, барем од тоа што успеав изминативе денови да го научам, почетникот знае дека така таа работа не бива. Не може да се добие производ со кој што ќе се задоволат GMP нормите и стандардите за извоз на улје кој што потоа ќе се користи во медицински цели. Вие не можете да декларирате отпад. Отпад се знае, се гранки лисија, а внатре во деклараниот отпад да најдете тврдо пресувани цветкиња од канабис. Мицкоски рече дека до овој момент нема докази дека запленетата марихуана во Србија потекнува од Македонија. Македонското обвинителство за организиран криминал не споделува информации додека трае истрагата. Александар Спасовски, Сител телевизија. Владата и синдикати на администрацијата постигнаа договор со кој околу 11.000 административци ќе добијат покачување на платите од 40% до 2028 година. Синдикатите и владата се договорија. 11.000 административци ќе земат зголемување на платите од речиси 40% до 2028. Вработените во државната управа, судовите и обвинителствата, годинава и наредните 2 години ќе добијат по 8% покачување, плюс усогласување со растот на минималната плата. За секоја институција ќе се подпишуваат поединечни колективни договори, а за спроведување на зголемувањето ќе бидат потребни околу 10 милиони евра годишно. Ќе имаме и поповолно право тоа што е подпишано во општиот колективен договор и еден систем кој што од 2028 ќе гарантира дека овие вработени веќе ќе имаат достоинствени плати за работата што ја извршуваат. Сакам да кажам дека е ова историски момент и голема благодарност за премиерот кој што имаше разбирање во каква ситуација се наоѓаат тие вработени. Ние сме подготвени како влада да седнеме и во овој период до 2028 се разбира. Очекувам тоа да биде во пократок период, заедно со двата репрезентативни синдикати, во случајов ССМ и КСС, да седнеме и да испреговараме еден нов општ колективен договор кој што ќе биде единствена алатка врз основа на која ќе бидат исплаќени платите. За функционерските плати да не пораснат над 200 евра. Мицкоски најави дека повторно ќе се спуштаат коефициентите за пресметка. Ова ќе биде трето намалување на бодот за сложеност, откако Уставниот суд ја одмрзна основицата. И сега, како расте просечната, така енормно растат и платите на над 1000 функционери секоја година. Ние не можеме да ги замрзнеме, бидејќи повторно ќе имаме одлука на Уставен суд која што ќе биде во насока на таа претходната, но можеме да ги намалиме и тоа и ќе го направиме. Тоа ќе повлече
нови судски процеси кои што ги прават сега судиите и обвинителите и така натаму, бидејќи и тие спаѓаат во тие коефициенти за избрани и именувани лица. Тоа ќе покрене нови судски процеси пред Уставниот суд, но тоа е што е. Ако не може све да биде идеално, Владата не отстапува од ставот дека минималната плата во март ќе се зголеми како што предвидува законот, односно за околу 25 евра. За Мицкоски е неприфатливо државата да ги субвенционира придонесите за минималец од 600 евра, оценувајќи дека бизнис секторот веќе добил значајна поддршка преку низа економски мерки. Од друга страна пак, синдикатите не се откажуваат од зголемување и на минималната и на сите останати плати. Поради тоа, влезовите на собранието ќе бидат блокирани во вторник од 9 часот наутро. Мартин Арсов, Сител телевизија. Така да речениот договор што е постигнат со УПОС се потврда дека владата на Мицкоски не сака да ја покачи минималната плата на работниците на 600 евра, реагира од СДСМ. Овој договор се однесува на само мал број административни службеници, околу 10.000, не земајќи ги во предвид сите јавни службеници, како например вработените во државните акционерски друштва и останатите работници, велат од партијата. Колку од администрацијата не е опфатена во договорот што беше постигнат вчера во владата, беше едно од прашањата за министерот за јавна администрација Горан Минчев, кој гостуваше во тема на денот во Дневникот на Сител. Со овој договор кој што денеска е постигнат, практично се затвара последниот пакет на вработени во јавната администрација на кој што владата им е работодавач. Да потсетам за вас и за гледачите дека досега оваа влада има направено повеќе договори во кои што се опатени сите вработени на кои што владата е работодавач. Тоа е Министерството за внатрешни работи, вработените во Министерството за одбрана, понатаму вработените во здравство, во образование и сега завршува со околу 10.000, можеби и повеќе, сигурно таа бројка ќе дојде и до 11.000 вработени во јавната администрација, за која што е факт дека навистина платите беа мали.